Добро утро, почитувани гледачи и слушатели на телевизијата на Слободен печат, утрински печат. Денеска е вторник, предпоследниот ден од овој месец и после веќе длабоко загазуваме во зимата. До душа, зимата веќе ни доаѓа, тоа го чувствуваме преку ладните радиатори и нашата потреба да се догрееме. Со мене во студиото е колегата Боријан Бојчев, кој што е 1-2 часа пред почетокот на нашата емисија. Зошто? Затоа што тој работи во Рудник. Рудникот се вика портал на Слободен печат и дескот на Слободен печат и нас не ги подготвува и не ги сервира на тацна најновите вести што ги пренесуваат светските тикери и тоа што се случува кај нас. Меѓутоа, бидејќи се бајле не е Дејан Андоновиќ, твојот колега, јас сега малку ќе те позајмам, ќе бидеш ти Дејан 2 и ќе ни кажеш што носи Слободен печат денеска и со што ние имаме, да речеме, штоф материјал да го продадеме на нашите читатели. Ти благодарам, Марија. Добро утро на сите гледачи и читатели. Епа вака да започнеме со вестникот најпрво. Како и сите други медиуми, вчера главна вест и во Слободен печат беше токму заглавениот град, односно Скопје, сообраќајниот хаос кој вчера преовлада во метрополата. Цел ден се чекаше таа средба меѓу Советот на град Скопје заедно со градоначалничката Данела Арсовска, за на крај како и секогаш да испадне без никаков договор и тој хаос да продолжи. А знаеш какво е чувството денеска да се движиш по вчерашниот ден, викаш, јас сум слободен да се движам и веќе не ти пречат оние гужби и сообраќања кои што се состават дел од денот, од утрото и така, и требаше да ни дојде гостинот од Германија, председателот германски, се сепак да се повлечат. Да, тоа беше еден добро решение, да кажам, на краткорочно решение на оваа криза која преовладува во град Скопје. Самото доаѓање на германскиот председател Валтер Франк Штајнмајер, неговата посета денешна се очекува да се сретне со председателот Стево Пендаровски и да учествува во собранието на Република Северна Македонија. Тоа е што за сега за денес е најактуелната тема во Македонија. Што пишува друго вестникот Слободен печат? Вчера албанското знаме беше развеано на половина Скопје. Лидерот на ДУИ Али Ахмети заедно со функционерите од таа партија го прослави овој јубилеј, денот на знамето, а воедно и независноста на Република Албанија. Да се префрлам на хрониката на судството. Вчера исто така поранешниот член на владата Драги Рашковски поднесе пријави на Русковска за 5 кривични дела. Тоа исто така беше една од поактуелните теми во Македонија. Исто така продолжуваат преговорите за влезна алијанса на албанците во владата. Тоа е процес што подолго ќе ја занимава македонската јавност, ама таа е веќе научена да ги гледа тие политички партиски комбинаторики и преживеала многу вакви коалиции во собрание, владини коалиции и така натаму. И меѓутоа секогаш е фрустрирачки кога граѓанинот дури и за поситни политички работи, како вчерашната блокада на градот Скопје, тоа не е ситна работа, се чувствува како монета за подкусурување, односно како колатерална штета. И јас знам многумина наши сограѓани кои што вчера останаа без дневници, не по нивна вина, затоа што нивните работодавачи не беа емпатични, не можеа да преминат преку тоа што се случуваш, преку тој хаос во градот, кој што велам не е по вина на нас граѓаните. Единствено што граѓанинот го интересира е која е причината и кој ќе го плати исходот. Откако ние го плативме вчера. Добро, нешто тебе ти е специјално, за тоа е надворешната политика, што велат странските вести, што е тоа што околу денеска е актуелно. Да, како и секој ден, најактуелно секако читателите најпрво да кажам дека читателите на сајтот, јас како дел од сајтот Слободен печат, публиката е малце различна него од вестникот и малце различно ги толкуваме особено светските вести.
Секогаш најактуелни остануваат случувањата со војната во Украина. Денеска ЕУ, односно Брисел, не успеа да се договори за воведување санкции, односно ограничување на цената на руската нафта. Исто така, за мене посебно интересни се случувањата во Кина. Значи, ретко се случувало во таа огромна земја, топ 3 најсилни економии во светот, граѓаните да излезат на протест. ковид политиките, односно тие така наречени нула ковид политики на Кина, веќе им дојда преку глава на кинезите и тие решија во Пекинг да излезат на масовни протести кои потоа стана и насилни. Таа е многу интересна тема за мене. Полицијата вчера апсеше кинези, им наредуваше да бришат слики од телефоните. За сега нема информации дали тие ќе продолжат во наредниве денови, бидејќи и кинескиот претседател Си Џинпинг најави дека ќе преземе акти за тие протести да не се прошират, односно вети дека ќе едноставно ќе ги реши тие протести, се надеваме на мирен начин. Исто така нешто во поблиското опкружување? Од регионот, вестите од регионот по стандард продолжуваат преговорите меѓу Брисел и меѓу Белград и Приштина. За сега и српскиот претседател и косовскиот премиер за сега си ја префрлаат вината еден на друг како што беше досега. Вчера српскиот претседател имаше една интересна изјава дека во Косово врие по изјавите на Албин Курти. И за сега исто така во Грција доста интересна ситуацијата со прислушкувањата која во грчките медиуми со недели и месеци е актуелна, која грчкиот премиер Мицотакис постојано негира дека тој стои за тие прислушкувања на грчки функционери и останува ние како сајт редовно да ги следиме овие информации и актуелни и некои подетални анализи за граѓаните да бидат информирани. Борјан, што покажува анализата, во кој дел од денот најмногу се читаат и кој, да речеме, од кој вести од која област водат? Ова е многу интересно прашање, бидејќи ние со колегите постојано, да не речам секојдневно комуницираме баш за ова прашање кога е најдобро да ги пласираме информациите и какви информации да пласираме во текот на денот. Во раните утрински часови, односно кога луѓето одат на работа или слично, најдобро е кратки вести, информации, што ќе се случува во текот на денот, некој сообраќаен метеж, дали видео некој вирално по социјалните мрежи кога станува збор за светските вести, а потоа во подоцнежните часови кога граѓаните ќе бидат во домашни услови, порелаксирани, тогаш најчесто ние споделуваме некои по-детални анализи, случувања за актуелните настани во светот, и обично таа политика за сега добро функционира. Граѓаните според ние тоа што го работиме и што го знаеме, граѓаните од кога се на работа нема многу време да читаат детални анализи. А како стои читаноста навечер, бидејќи навечер луѓето кога се веќе вратени дома, се покрај телевизорите, па гледаат тие што сакаат политика, тие што сакаат турски серии, исто така и ги има во изобилие. Како стоиме ние овде тука на порталот? Па да, вечерните часови, можна да кажам, посебно од 16 до 19 часот, тие се можеби најударните термини за сајт, бидејќи луѓето се дома одмараат, што велиш ти, турски серии уште не се почнати тогаш, па имаат време малку да прочитаат нешто што се случува во регион Македонија и светот. Но сепак сметам дека утринските часови се најударните кога треба да се задржи читаноста и вниманието на граѓаните, бидејќи кога одат на работа некој со автобус, некој пешки,
на телефон ќе отворат да читаат или тај МК или кој е некој посериозен фан на Слободен И печат. затоа ти предизвик рано на Сабале. Обично, Дефинитивно. по-старата генерација е таа што е ранобудник, ама сега тебе професијата ти налага исто така да се нацрташ тука на работното место рано по Сабајле. Тоа е и главната разлика меѓу весникот и сајтот според мене. Весникот, весничарите, колегите имаат, да не речам предност, што може да сработат својата работа и до 2-3 часот, а ние мораме да сме, што се вели, цело време пред компјутери да следиме што е актуелно и нешто ново да не избие во било кој момент.